Буџетот е ликвиден и има доволно пари за плаќање на обврските, тврди министерката за финансии. Доцнење со поврат на ДДВ има само кај оние фирми кај кои постои сомнеж за злоупотреба и тие детално се проверуваат, додека е кај данокот за граѓаните од Мој ДДВ. Проблемот е технички во системот на УЈП. Изминативе години не се вложувало во негова надградба и затоа сега се случуваат проблеми, вели Кочовска. Јас можам најодговорно да тврдам дека во Министерство за финансии не постојат налози кои што стојат 9 месеци. Значи, такво нешто е невозможно. Не можете вие да очекувате 7-8 години да не се надгради ништо во управата за јавни приходи и после толкав период вие да очекувате наеднаш сега да биде секако што треба, додека зборувам моите колеги од IT се тука во континуитет, значи ја посетуваат управата за јавни приходи, таму буквално се е во една лоша состојба. И во Словачка имало измами и злоупотреби кај повратот на ДДВ. Нивниот министер за финансии вели дека проблемот го решиле со воведување е-фактура. Искуството од дигитализацијата ќе ги пренесе на колешката Кочовска. Во Словачка се воведе систем, електронски систем на обработка на даноци, исто така и фактурирање, електронско фактурирање, значи за да може сето тоа да се контролира според нели во рамките на даночна управа. Со инфлација и дефицит слично како кај нас, за предстојниот период ги загрижува рецесијата во Германија и Австрија, кои веќе почнале да им откажуваат нарачки, наменети за автомобилскиот сектор. Инаку Словачка е најголем производител на автомобили по глава на жител во Европа и засега постојните инвеститори не ја напуштаат земјата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.